Си се расприкажавте по однос на одговорот на моите процедурални забелешки, па ви дојде добро да злоупотребите дека сум ве пофалила дека го почитувате деловникот. Тоа е само ваша теза. Ако негде не се почитува деловник, тоа е нова комисија и навистина не присуствував намерно во знак на револт на претходната сесија, на претходната седница на Комисија за европски прашања, но навистина ме интересира како ја избравте, го избравте насловот на јавната расправа, владење во функција на граѓаните во рамките на Комисија за европски прашања. Поголем сарказам од овој не сте можеле да смислите, но да, микрофонот е ваш, вие можете да кажувате се и бидејќи нели се повикавте на деловникот, па повикавте Комисија за финансирање и буџет како кочела обструирала, па вие еве како председател на Комисија за европски прашања, зошто 6 месеци чекавте да ја свикате Комисија за европски прашања и во период кога можеби да речам никој не очекувал дека нешто може вакво да се случи, вие вметнувате дополна на дневниот ред. Зошто еве вие како председател на оваа комисија 6 месеци тактизиравте? Да ви кажам зошто? Затоа што 6 месеци гледавте како ќе ви трне бизнисот, убаво е трнат, добро се полнат касите и сега некому му текнало, може да се случат предвремени избори, некому му текнало ова не е законето, ајде да побрзаме и сега ќе се фалите со деловникот и ќе се фалите само со отстранувањето 500 метри подалеку од училиштата. Уште еднаш ќе повторам, ама никој нема против тоа. Сето останато се крие позади ова. Сето останато, никој нема против ова. Ниту граѓани, ниту вработените, ниту асоциациите, ниту една, верувам, партија која што е дел од овој парламентарен состав имаме против тоа. Ви кажав, уште еднаш ќе повторам што имаме против и затоа барам пауза од 1 час дека можеби ќе се вразумите да седнеме заеднички на маса ова да го разгледаме. Не е вака со сила и покажување на моќ дека вие сте владеачко мнозинство, ќе не надгласате и така натаму. Не случајно е овој закон во вашава комисија поднесен, не случајно. Да беше секако што треба, ова ќе одеше транспарентно. И немојте да кажувате дека само Комисија за финансирање злоупотребувала деловник. Првиот сте вие што тоа го правите. Еве вие како председател одговорите зошто 6 месеци чекавте за ова вака да го подметнете. Во четвртокот, денес, утре, задутре, нема проблем. Ние знаеме како завршува чинот на гласање на секоја комисија, на секоја пленарна седница, но добро е македонската јавност да слушне кои се вашите интереси. Кои се вашите интереси? И немојте да ги криете позади членот за оддалечување од училиштата. Против кој, ама апсолутно никој не сме. Никој не сме. Знаеме кој е вашиот интерес, знаеме дека добро ви тргна работава, но знајте дека и ова, ако го донесете, кога ќе се формира новата влада, за ова ќе одговарате и тоа како. Па може би и вие, колега Арбер Адеми. Ви благодарам, уште еднаш да повторам дека барам пауза од 1 час. Ви благодарам.